повеќе од 2 децении Централната банка во континуитет спроведува успешна стратегија на одржување на стабилен девизен курс на динарот во однос на почетокот беше германската марка, а потоа и во однос на еврото. Ние сме мала економија, високо отворена, како во трговска, така и во финансиска смисла. И сето ова во принцип значи дека било какви шокови кои што доаѓаат од надморешното окружување можат многу лесно и брзо да се пренесат врз нашата економија. Секако, за да може успешно да се спроведува оваа стратегија, од клучно значење е да водиме прудентни макроекономски политики, но и прудентни структурни политики кои што ќе го зголемуваат потенцијалот на нашата економија, ќе ги намалуваат нејзините ранливости и ќе генерираат во повисок девизен потенцијал за нашата економија, односно повисоко ниво на девизни резерви. Ние како и Централна банка ќе продолжиме и натаму да вложуваме максимални напори во унапредување на нашиот институционален капацитет, следејќи ги сите искуства на најразвиените централни банки, вклучително и најновите искуства во делот на креирање на дигитални национални валути, кои очигледно представуваат иднината во овој сегмент и ќе се трудиме да држиме чекор секако со овие нови технологии и во контекстот на домашниот платен промет. Оттаму мислам дека е повеќе од јасно со оглед на тоа што за нас нема поповолна стратегија макроекономска од одржување на стабилен девизен курс на динарот, ќе продолжиме во оваа насока. Гаранција се високото ниво на девизни резерви со кое што располагаме и институционалниот капацитет на Централната банка, кое што е јасно валоризирано од меѓународните финансиски институции. А еден ден, кога ќе станеме дел од европското семејство на централни банки, тогаш верувам дека динарот ќе стане и историски символ на стабилноста на македонската економија.